Меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија своето 28 издание ќе го има од 24 септември до 9 октомври годинава во Центарот за култура Трајко Прокопиев. На 10 октомври љубителите на комедијата ќе имаат можност да го проследат репризното издание на представата на Театар Куманово Разбуди се Тина, а ќе бидат доделени и наградите, соопштија денеска надлежните на пресконференција. На сцената во Центарот за култура ќе бидат одиграни 11 представи на театри од Македонија, Србија и Бугарија. Лауреат на Меѓународниот театарски фестивал е истакнатата актерка Весна Петрушевска. Наградата Васил Илјовски на Весна Петрушевска и се доделува за нејзиниот исклучителен придонес во театарската уметност, а особено во областа на комедијата. Свеченото врачување на наградата ќе се одржи на денот на отворањето на фестивалот во големата сала на Центарот за култура. Фестивалот е поддржан од Министерството за култура и туризам и општина Куманово. Фестивалот, како и секоја година, традиционално започнува ова година на 24 септември. Отварањето е за во среда со представата Господја министерка од театар од Велес. Ова година би сакал да заблагодарам најпрво и на Советот на фестивалот со кој заедно селектиравме 10 театарски представи. 11-та ќе биде традиционално кумановската која ќе се игра веднаш после премиерата идниот ден. Сакам да ги кажам представите, како што реков на 24 септември, отварањето е со представата Господја министерка Јордан Хаџикосетинов чинот Велес. Потоа ни гостува Народен театар од Битоло со Рибарски Караницен 25 септември. 26 септември Бог на Холежот, Македонски народен театар. 27 септември Да живее Долна Дупка, театар комедија. 29 септември едно предавање, театар од Прешево, Република Србија. 30 септември на Трак, Књажевачко-српски театар од Крагуевац, од Србија. Грабеж на дијамантот, тука е албанска драма при театар Куманово на 1 октомври. Потоа петок 13 Антон Панов, театар Струмица на 2 октомври. 3 октомври Народно позориште Пирот, Покондирана Тиква. 6 октомври Постојаната сопруга, сатиричен театар Елеко Константинов Софија. И на 9 октомври традиционално фестивалот го затвора нашата нова представа која подготвуваме од Кумановски театар Разбуди се Тина, и на 10 октомври е доделување на наградите и повторно ќе се одигра представата Разбуди се Тина. Билетите за представите ќе бидат пуштени во сабота на 20 септември сега. Работното време на билетара ќе биде од 10 часот до 20 часот навечер и секој кој сака ќе може да дојде на билетара да купи билети, исто така и во понеделник во вторник. Се надеваме дека и оваа година ќе имаме успешен фестивал, како и секоја година посетен фестивал. Сега би сакал да дадам збор на нашиот лауреат, кој заедно со Советот на фестивалот, едногласно морам да кажам, одлучивме таа да биде лауреат оваа година, актерката Весна Петрушевска, која има една богата кариера, голема кариера и навистина ние сме пресречни што таа ја доби наградата на нашиот голем Васил Илјовски. Фестивалот, како и секоја година, традиционално започнува оваа година на 24 септември. Отварањето е за во среда со представата Господја министерка од театар од Велес. Ова година би сакал да заблагодарам најпрво и на Советот на фестивалот со кој заедно селектиравме 10 театарски представи. 11-та ќе биде традиционално кумановската која ќе се игра веднаш после премиерата идниот ден. Сакам да ги кажам представите, како што реков на 24 септември, отварањето е со представата Господја министерка Јордан Хаџикосетинов чинот Велес. Потоа ни гостува Народен театар од Битоло со Рибарски Караницен 25 септември. 26 септември Бог на Холежот, Македонски народен театар. 27 септември Да живее Долна Дупка, театар комедија. 29 септември едно предавање, театар од Прешево, Република Србија. 30 септември на Трак, Књажевачко-српски театар од Крагуевац, од Србија. Грабеж на дијамантот, тука е албанска драма при театар Куманово на 1 октомври. Потоа петок 13 Антон Панов, театар Струмица на 2 октомври. 3 октомври Народно позориште Пирот, Покондирана Тиква. 6 октомври Постојаната сопруга, сатиричен театар Елеко Константинов Софија.
И на 9 октомври традиционално фестивалот го затвора нашата нова представа која подготвуваме од Кумановски театар Разбуди Сатина, и на 10 октомври е доделување на наградите и повторно ќе се одигра представата Разбуди Сатина. Билетите за представите ќе бидат пуштени во сабота на 20 септември сега. Работното време на билетара ќе биде од 10 часот до 20 часот навечер и секој кој сака ќе може да дојде на билетара да купи билети, исто така и во понеделник, во вторник. Се надеваме дека и оваа година ќе имаме успешен фестивал, како и секоја година посетен фестивал. Сега би сакал да дадам збор на нашиот лауреат, кој заедно со советот на фестивалот, едногласно морам да кажам, одлучивме таа да биде лауреат оваа година, актерката Весна Петрушевска, која има една богата кариера, голема кариера, и навистина ние сме пресречни што таа ја доби наградата на нашиот голем Васил Илјовски. Кога станува збор за лауреат, јас и оваа година и наредни 4 ќе бидам во комисијата кај председателката за одликување. Таму исто се борам, како што верувам се бори и овој совет тука, да ги даруваме луѓето и да им дадеме значение додека се живи. Да не ги пропуштаме работите кои што се многу важни, и луѓето и нивните дела. Јас искрено, кога ми се јавија, просто вриснав, затоа што ми беше се некако јас сум научена да давам, а многу ретко ми се случува мене некој да ми даде. Така некако целиот живот го поминав. Ова е еден од најголемите фестивали на Балканот и тој има меѓународен карактер. Јас многу се радувам, баш кај што сум јас по баба и по дедо Кумановка, на тоа потекло многу се радувам и многу се фалам, затоа што Куманово мене барем ми е слабост и тоа често знам и да го повторам. Се случува овој фестивал во време на избори, кога Куманово ќе го добие, верувам, во наредните 3 години својот театар. Конечно. И тоа е навистина голема работа, затоа што ако некој знае за комедија и кога ќе спомнете лик кој што е во областа на македонската комедиографија и лик за играње, тогаш е Ленче Бегалче. А тоа тоа е жесток лик, тоа не е така наивен лик. И затоа и многу важен и овој фестивал, за да се потсетиме кои сме, што сме и зошто сме тука. Денови на комедија 28 години се случува во Куманово и од како се знам за себе, го памтам овој фестивал, и овој фестивал е радост за секој кумановец, радост за секој тинејџер и за секоја дете, што за мене сметам дека е многу важно, бидејќи основните работи се учат во театарот, и затоа не би сакала ниту да згасне, ниту да изгуби од својот квалитет. И многу ми е драго што имаме ваква можност ние, помладите, да сме вклучени активно во создавањето и задржувањето на традицијата на овој фестивал. Многу ми е драго што Весна оваа година е наш лауреат. Инаку како беше студент игравме. Да, игравме две представи, две Сината птица и Вечната куќа. И Вечната куќа, да. Две представи, сметам дека и се надевам дека ќе продолжиме само да растеме вака нагоре. И како театар, и како ансамбл, и како фестивал. Доколку следната година пак има јавен повик, се надеваме дека ќе има. Домот за култура пак ќе аплицира со проекти како секоја што аплицира, и се надеваме дека комисијата пак има доволно средства за да има за сите организации кои поднесуваат. Предходната година, вчера зборевме со министерот за култура и му објаснивме дека општина Куманово има 124 проекти во областа на културата, што го нема тоа министерството. Така да наша интенција е да ги поттикнеме младите и локалните артисти. Кога ќе кажам локални артисти, зборам за Македонија. Ниту еден концерт, ниту една манифестација во општина Куманово неаме артисти надвор од нашите простори. Зошто е тоа така? Зошто ако ние не се ги цениме нашите, и доколку нашите, веќе имаме некои разговори со нашите збратимени градови, Нови Сад, Ѓелина, Ниш, Чукарица, доколку тие не ги преземат нашите актери, нашите музичари, да гостуваат во нивниот град и да бидат платени од нивниот град, во тој контекст ние ќе направиме
контраефект, така да ние ќе ги повикнеме нивните. Доколку не ги ценат нашите и ние самите не ги цениме нашите македонци, никогаш нема да бидеме на некое повисоко ниво и тоа треба да има само со целава држава, не само градоначалникот и општина Куманово, туку сите ние заедно, заеднички сили, треба да ги цениме сите наши актери без разлика на нивната етничка пристапност, вероисповед, било што. Културата нема граници, но првенството ова се граѓански пари на општина Куманово, што треба да идат во раце на нашите сограѓани. Тоа е интенцијата на градоначалникот, на нашиот сектор, на нашите граѓани и тоа така го презентираме и го работиме.